Здраво! За книгата ГДД од Роалд Дал. ГДД значи големиот добар џин. Кратенка. Џин е еден човек што е многу висок. Например, големиот добар џин е висок 7 метри, ама другите џинови се високи малку повеќе нешто од 15 метри. Не. Мислам, постојат во фантазијата и така, ама всушност не можеш да ги сретнеш баш. Ама има еден фестивал на кој се прават џиновски кукли од хартија што се високи 6 метри и таму можеш да видиш како отприлика изгледа тоа. Па се зборува за големиот добар џин, нели? И за едно девојче Софи што се вика, еве ја тука. Па Софи една вечер нема да може да заспие и кога ќе отиде да ги затвори завесите за да не ја смета светлината, ќе го види џинот и после тој ќе ја земе и ќе ја однесе во џиновската земја. Уствари џин земја. Да, ја нема на ниедна карта, ама да, се кријат затоа што не се толку глупави тие џинови. И знаат дека имаат луѓето еден куп оружја и можат да ги убијат и да ги победат. Па иако се големи, тие секоја вечер одат да јадат луѓе по светот, ама никогаш не посетуваат многу често едно место дека е светов толкав. И така не може баш да се забележи, ама пак нема шанси да ги сретнеш дења. Па нема име како другите, тие другите џинови дека се многу го исмејуваат што е помал од нив и што е добар, не сака да јаде луѓе. И го викаат него Кускуле, девојке е краток. Ама тој себе се вика ГДД ако го сретне некој така да го вика. Па, затоа што откако ќе го види, секако дека секој откако ќе види џин, затоа што не веруваме ние во џинови вистински, ќе почне да им кажува на сите што ќе ги сретне дека видела џин и после сите ќе седат будни до кој знае кога и целиот свет ќе се разнесе веста, па сите ќе се обидуваат да го видат, но тој можеби нема да знае. И на крај ќе го фатат. Па кралицата на Англија, Софи, ГДД, Мери една слугинка на кралицата, главниот на војската и главниот на авиацијата, батлерот господин Типс,
А джиновите никогаш никако не можам да ги запамтам, па ќе морам да ги прочитам. Месопарчо сувачот, коско крцкачот, човеко гушачот, дете джвакачот, месокапачот, дрвоголпачот, момо суредувачот, крвошишерот и месарчето. Па... Софи. Софи има 8 години и во сиропиталиште живеа таму кај ја грабна. Па сиропиталиште е како еден дом за деца без родители. Па првин кога го виде ГДџ, многу беше преплашена. Ама после кога ми кажа се за него, престана да се плаши, само од другите джинови мораше да се крие. Да, ГДџ и Софи. Нема зашто да се плашат одедно кога ќе го земат. Значи, джиновите не плашат од никого, освен оној джеко што ќе посади еден грав, што ќе порасне до облаците и таму ќе убие еден джин, тоа е измислена приказна, нели? Ама овие джиновите мислат дека е вистинска и од него се плашат. Не се плашат од луѓе, затоа што ако видат некој дека ги гледа, може веднаш да си го лапнат, ама страф им е да не ги види некој, да не го забележат, затоа што тогаш ќе каже и после ќе направат потер. Да, го гледав. Затоа пишува тука. Филмот го гледав пред книгата и многу беше интересен. Има некои делчиња изостава некако и во секој филм што е направен за книга, ама пак беше убав. Опа, кога има некој филм кој е направен според книга, немам нешто поубаво, затоа што во книгата можам да видам како било на вистина и вистинските делчиња. Например, во филмот не можат секое зборче да го кажат што го кажале точно, ама во филмот па можам да видам некои работи што не сум можела да ги замислам и така, што се многу убави. Така, и плюс во филмовите можеш да ставиш еден куп смешки што не се толку смешни ако се опишани така во книга. Па, ги имам читано Вештерки и Джеймс и Джиновската праска. Момент. Еве Джеймс и Джиновската праска. А Вештерки е ова тука. Точкичево. Затоа што таа што ја имав и ја дадов на мојата наставничка за да ја однесе на ќерка и да ја прочита. Па да, ќе правиме, сигурна сум. Па, мислам дека можам еден од овие соништата што се тука напишани. Додека се капам, откривам дека ако се притиснам малку повеќе на папочето, ме преплавува некое чувство и одеднаш како да не ми се тука ни рацете ни нозете. Всушност станувам целиот невидлив. Ме снемува. Јас сум си уште тука, ама никој не може да ме види, па дури ни јас самиот. Па така влегува мајка ми и вели: добро, каде е детено што се капеше овде пред само една минута и што никако не може да се измие целото само како што треба? А јас велам: еве сум овде. А таа вели: каде? Па јас велам: овде.
Па таа повторно, каде, каде? А јас пак, овде. И таа вика, Хенри, качувај се горе, брзо! А кога татко ми влегува внатре, тој го гледа сапунот како лебдине околу во воздухот, ама се разбира дека мене не ме гледа. И вика, каде си, момче? А јас му велам, овде. А тој вели, каде? Па јас повторно му велам, овде. На што тој вели, ама сапунот, момче, сапунот лета во воздух. И потоа повторно го притискам папочето и повторно станувам видлив. Татко ми не може да биде повозбуден и ми вели, ти си невидливото момче. А јас си велам, сега ќе се позабавувам малку. Па кога излегувам од бањата и се сушам и ги облакам лиштата под ова и влечките и кога повторно го притискам папочето за да станам невидлив, одам в град и шетам по улиците. Се разбира дека само јас сум невидлив, но не и она што го носам на себе. Па така кога луѓето ќе видат облека за по дома и влечки како самите се лепдат во воздух по улицата, настанува паника и сите почнуваат да викаат дух, дух. Па тогаш и другите луѓе наоколу почнуваат да викаат, па дури и големи и силни полицајци бегаат кога видат глави. А и ова е најдоброто од се. Тогаш го догледувам господинот Грамит, мојот наставник по математика, како излегува од еден паб и тогаш лебдувам до него и му правам бу, а тој испушта еден страватен крик од страв и влегдува назад во пабот, а јас тогаш се будам среќен ко клука и дрвчат. Па, не знам баш, ама ми личи на некој бар или така, нешто така звучи. Нешто како кафана, така некако. Па ГДџ не јаде луѓе, ама затоа оди секоја ден до земјата на соништата, што е близко до Чинцемја и лови соништа со мрежа за фаќање пеберуги. И после ги чува во тигли и лојадници. Нешто джиновите секоја вечер му кажуваат каде ќе одат да јадат луѓе. Тој знае каде треба да оди кај што нема да ги сретне и таму вдувува сониште на децата. И за крај ви велам дека би ми било мило ако ја прочитате книгата и ако после го гледате и филмот за да ви биде комплетно и да знаете и едно и друго. Чао!